Визок Амбиент, ќе го видите тука логото. Ова е приказна која што како идеја семејството на Радмила го развиваше во изминатите 2 години, можам да речам. Така е. А јас со неа се знам долги години, меѓутоа од минатата година интензивно разговараме на тема како овој бренд да се лансира во јавноста. Овде не станува збор само за бизнис, тука станува збор и за наука. Радмила е личност која што во својот бекграунд има, таа е доктор на нутриционизам и тука со нејзиниот сопруг одлучуваат дека цел свој капацитет ќе го вложат во една идеја која што на Битола иницијално, меѓутоа и на цела Македонија ќе донесе шанса, особено новите генерации кои што се и фокус на овој отворен ден на УКЛО, да почнат здраво да се хранат. Од секогаш ме интересирала поврзаноста помеѓу исхраната и физичкото и менталното здравје на конзументите. Тоа навистина доста имам посветено на истражување на оваа тема и на функцијата на ендокриниот систем. И таа обсесија пополека премина во желба да отвориме една стартап компанија која што ќе се занимава со производство на функционална храна и функционалната храна да ја доближиме до нашите конзументи и воедно да ја направиме и вкусна. Меѓутоа, нашата мотивираност не беше ограничена само на здравјето на конзументите. Секако го зедовме во предвид и благосостојбата на животните, меѓутоа и еколошкиот импакт кој што производството на овој тип на функционална храна ќе го има. Од тука можам да кажам дека наша инспирација и мотивација секако беше да во процесот на производство на нашите производи имплементираме еколошки одржливи и етички прифатливи практики. Сето ова е концептот од кој што се роди нашиот бренд Меч. Семејството Василевски, јас синовите не знам во кој правец се развиваат, сега се студенти, колку што знам. Да, големиот син е студент, пројавува интерес за сето ова што го работиме, ја користиме и неговата поддршка, тој е студент на факултетот на природно-математичкиот факултет на одсек биохемија со физиологија и со неговото знаење секако ни помага во развојот на нови производи. Кои се првите продукти кои ги лансиравте на пазарот? Ги имаме и тука, оваа публика која што е тука ќе има можност да ги дегустира после нашиот разговор. Прво го лансиравме Меч бургерот, значи тоа е првиот бургер на пазарот, слободно можам да кажам, кој што е направен од овес. Во својот состав има овес, сончоглед наут и микс на медитерански зачини и ништо друго. А втора производна програма се нашите готови оброци од овес, кои што содржат овесно млеко, кои самите го произведуваме, во кои што ги потопуваме овесните зрна и додаваме комбинација на овошја и јатки. Понатаму, денес во промотивно пакување за прв пат го промовираме и нашиот чија пудинг збогатен со пробиотици и секако нашите Меч бомб или енергетски бомбици кои што се први на пазарот, кои во својот состав содржат 10 семиња. Секој производ кој што оди под нашиот бренд Меч се одликува со своја уникатност и со своја посебност. Еве конкретно ќе почнам од бургерот од овес. Значи ние за производство на бургерот од овес не користим изолати од протеини како што тоа го прават другите компании. Кај нас протеинот е спакуван онака како што природата го дала во целото зрно на овес, затоа што само на тој начин и никако поинаку нашиот организам може комплетно да го утилизира, односно да го искористи. Во бургерот од овес нема додатоци од типот на адитиви, конзерванси, бои или емулгатори. Исто така, она што, да речеме, не прави посебни во делот на оброците од овес, е тоа што не треба дополнителна подготовка, значи тие се спремни за конзумација. Овесот има одличен нутритивен профил и веќе е доста прифатен во секојдневната исхрана и кај нас. Меѓутоа, како и секоја житарка, содржи фитинска киселина, која што на некој начин е инхибитор и не дозволува комплетно искористување на цинкот, магнезиумот и железото, кои што изобилуваат во зрното од овес. Благодарение на уникатната технологија која што ја користиме, ние таа бариера успеавме да ја срушиме, така да секој онај кој што ќе го конзумира Меч оброкот од овес може да биде сигурен дека неговиот организам ќе ги искористи сите бенефити кои што овесот ги нуди. Ја почитуваме и она што е сега тренд Clean Label, значи во нашите производи има 4 максимум 5 состојки
повторно ќе споменам, нема никакви додатоци. Сакаме да развиваме и партнерски односи со локалните производители, така да во нашиот оброк од јаболко и цимет ние користиме концентриран сок од јаболко и парчиња јаболко токму од ресен. Еве врската со преспа. Да, да. А кога станува збор за чија пудингот, тоа е единствен чија пудинг на пазарот кој што е збогатен со пробиотици. Ги знаеме добро дека пробиотиците се одлични за одржување на дигестивното здравје, за одржување на рамнотежа на микробиомот и секако во интерес на добро варење на храната. А меч бомбиците, тоа се енергетски бомбици, составени се од 10 семиња, кои што се богати со многу протеини, со многу растителни влакна, есенцијални аминокиселини и незаситени масни киселини, на вистина енергетска бомба, наутро да не се пие кафето нели на празен желудник, со конзумирањето на една таква енергетска бомбица вие добивате на вистина една чиста енергија за успешен старт на денот и да го разбудите целиот ваш потенцијал. Здравата храна е најдобра инвестиција според многумина, за здравјето се разбира, но и за развој на еден стартап бизнис кој сака да понуди на нашиот слабо сензибилизиран пазар, мора да зборуваме кога станува збор за здрава храна, или грешно сензибилизиран, кога ќе слушам коментарите од типот ова е здраво, ова не е здраво, имам некои елементарни познавања, на вистина ни фали голема едукација. Тоа се продукти кои што не достигаат, вие го покривате тој дел. Што кажуваат вашите истражувања на пазарот? Нашите истражувања покажуваат дека во последно време конзументите, потрошувачите се повеќе се свртуваат кон сопственото здравје, се повеќе се еколошки освестени, се повеќе бараат храната која што ја конзумираат да биде функционална, односно храната која што ќе ја конзумираат да имаат и здравствени бенефити и секако во обзир ги земаат и етичките принципи при изборот за тоа каква храна ќе купуваат. Последната анализа која што на глобално ниво и направена во 2022 година покажа еден значителен позитивен тренд на раст од 21% во споредба со 2021 на европско ниво и тој тренд се очекува во континуитет и понатаму да расте во следните години. Јас искрено се надевам дека овој тип на производи на храна на растителна база ќе го најде своето место и на полиците на нашите маркети. Каде можат да се најдат за старт вашите меч производи? Денес ако реши некој после оваа дегустација, после оваа дегустација во некои ресторани веќе ги имаме, ќе може да се најдат и на нашата, да се нарачат преку нашата веб страна и во моментот преговараме и со еден ланец на маркети. Се надеваме дека за скоро ќе бидеме улистани и преку нашите социјални медиуми сето тоа ќе го искомуницираме. Кој е вашиот меч потрошувач? Ако може да се опише во неколку реченици. Секој онај кој што води здрав животен стил, секој онај кој што е еколошки освестен, секој онај кој што е загрижен на некој начин за благосостојбата на животните кои што се понатаму користат за производство на анимална храна. Нутритивниот профил на нашите производи одлично може да се вклопи во исхраната на луѓето кои што се секојдневно активни, физички активни, кои што се во фитнес салите, затоа што тоа одговара на нивниот диететски режим на исхрана. Производите се богати со протеини, комплетен протеин, морам да потенцирам, кој што во целост се искористува од страна на организмот. Денес за прв пат ќе имате можност да ги пробате, само што излега од нашата фабрика, од нашето производство. Значи имаме оброк со јаболко и цимет и парчиња од јаболко, спремен за конзумација. Потоа имаме комбинација на овес-овесно млеко, кокос и орев и чија пудингот збогатен со пробиотик. Радмила, благодарам. Тоа беше Радмила Василевска, жената која што стои позади овој нов битолски стартап меч